Дневник на Канал Плюс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Во рамки на проектот Купи куќа за млади, општините Виница и Кочани своите парцели ги понудија на саемот за градежништво во Скопје, кој го организира Министерството за финансии. Во работна посета на општина Делчево со раководството од општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, денес беше пратеникот во Собранието на Република Македонија Владимир Ѓорчев. Циклус на едукативни работелници на тема род и родова рамноправност во организација на Фондацијата Елена Лука е предвидено да се одржат во 8 градови во земјава. Стипендии, ослободување од партиципации, стимулација за упис на факултети, бесплатен автобуски и железнички превоз, наградни патувања за најдобрите студенти, нови перални во студентските домови, се дел од проектите за подобар живот на студентите. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски за 2 месеци промовираше сето 34 мерки за младите, а утре со почеток во 12 часот и 30 минути пред објектот НАМА во Штип, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Штип, заедно со представници од Скопје ќе промовира дел од мерките од новиот проект на владата Македонија за младите, младите за Македонија. Посветуваме огромно внимание на младите луѓе. Тие се нашиот фокус. Најсилниот мотив поради што реализираме огромен број проекти наменети за нив. Потребна им е подршка и понуда за нови можности за успех, за нови шанси и за решавање на нивните барања. Младите се силата која граби напред. И тоа е неминовен процес кој се случува. А наша задача е тоа да го динамизираме и силно да го подржиме. Затоа се стипендиите. Затоа се новите факултети. Реформите кои што носат квалитет во образованието. Новите предности и новите бенефиции за младите. Општините Виница и Кочани своите парцели во рамки на проектот Купи куќа за млади ги понудија на саемот за градежништво во Скопје, кој го организира Министерството за финансии. Местото викано Салиова ливада во катастарската општина Градец со површина од 5,99 хектари е локацијата која ја одобри Министерството за финансии, која општина Виница ја понуди на актуелниот саем за градежништво во Скопје. Со оваа локација се предвидени 105 парцели со просечна површина од 304 метри квадратни по парцела. Согласно проектот на владата на Република Македонија Купи куќа за млади, општина Виница понуди 3 локации за вакви населби. Беше изберена по страна на Министерството за транспорт и врски локацијата Салиова ливада, некаде на околу 6 хектари површина, каде што ќе бидат сместени, ќе бидат исцртани околу 100 до 105 плацеви. Вкупните трошоци за изградба на инфраструктурата во оваа населба ќе бидат некаде околу 35 милиони денари, од кои 90% ќе финансира владата на Република Македонија, 10% ќе бидат обврска да ги финансира локалната самоуправа. Детален план да? Деталниот план ќе биде изработен до крајот на годината, а ќе го работи Министерството за транспорт и врски. А во меѓувреме до сабота трае саемот за градежништво, каде што нашата општина и уште 12 други општини ги представуваат овие планови. Кои се обврските на општината во овој дел, во овој проект? Во овој проект значи се само 10% од вкупните и техничките детали, значи околу продажбата на земјиште и така. На саемот во Скопје учествуваат 14 општини, секоја со своја понуда во рамките на проектот Купи куќа за млади. Во проектот Купи куќа за млади можат да учествуваат луѓе до 35 години со приходи за поединец до 900 евра или 1300 евра ако се работи за брачни другари. За идеен и изведбен проект можат да се користат бесплатните од типските куќи на Министерството за транспорт. На маса се 2 модели, субвенционирана рата или целосно покривање на учеството. Очекувањата на надлежните на градежниците се дека со двата проекти ќе се развижи градежниот сектор. На сајмот учествуваат и повеќе од 100 компании во областа на градежништвото, недвижнини и градежни материјали. Од општина Виница со своји штандови се промовираат и фирмите Тондах и Хипокс. Покровител на сајмот кој завршува до крајот на неделата втора година поред е Министерството за финансии со проектите Купи куќа за млади и Купи куќа, купи стан.
Пратеникот во Собранието на Република Македонија Владимир Ѓорчев денес во работна посета на општина Делчево. Освен средба со раководството на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, Ѓорчев се сретна и со граѓаните. Пратеникот во Собранието на Република Македонија Владимир Ѓорчев денес беше во работна посета на општина Делчево, каде се сретна со своите сопартијци и со општинското раководство. Денес сум во посета на општина Делчево, разговор со градоначалникот, разговор со општинскиот комитет, повеќе средби со граѓани. Исто така посета е и посета на општина Пехчево, село Умлена, село Чифли, кои имам една многу детална и подолга агенда за посета на општина Берово. Почнуваме со цела низа на теренски активности на ВМРО ДПМН, разговор со граѓаните, решавање на проблеми, прибирање на идеи за програмата, на кој начин најдобро да и помогнеме на локалната самоуправа да има што е можно повеќе проекти. Разговараме за развојот, разговараме за економијата, за нови вработувања, за повеќе проекти во локални средини од типот асфалтирање, тротоари, игралишта и така натаму. Она што се потреби на граѓаните, тоа е нашиот фокус. Во моментов во Делчево се спроведуваат неколку проекти финансирани од владата на Република Македонија, а кои се од големо значење за сите граѓани. Во општина Делчево во моментот се реализираат неколку битни проекти финансирани од средства од владата на Република Македонија. Би ги наброил канализациите во селата Вирчи и Град, изградбата на технолошко-индустријската развојна зона. Од пред некој ден започна енергетска ефикасност на основното училиште Свети Климен Охридски, каде што имаме замена на сите прозори, замена на кровната конструкција. Тоа се проекти сите во висина на износ од повеќе од 10 милиони денари. Очекуваме уште еден огромен проект од огромно значење за општина Делчево, изградбата на регионалниот пат до планината Голак. Овие денови ќе започне негова интензивна градба, така да овие проекти се од битно и суштествено значење за општина Делчево. Денеска на посета на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Делчево е господинот Владко Ѓорчев, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. На состанокот со општинскиот комитет ќе разгледаме сите тековни активности кои што ни се поврзани со изборниот процес. Ќе ставиме рамка за други идни активности, со кои што активности направиме успех во изборната победа на ВМРО ДПМН на следните парламентарни избори на 5 јуни. Владимир Ѓорчев при посетата во Делчево го истакна и разочарувањето од како што вели тој, недействувањето на министерот Спасов во неморалниот инцидент со Тодор Петров во Скопје. За жал имавме ситуација во која што полицијата на Оливер Спасовски од СДСМ и полицијата на Едмонд Адеми, исто така од СДСМ, овие денови дозволи целосно беззаконие во Република Македонија. Имавме ситуација во која што толпа ја презема работата во своји раце, го сруши уставниот поредок, а Оливер Спасовски не мрдна ниту со малиот прст. Се работи за недозволена ситуација, се работи за неодговорно однесување, а Република Македонија и МВР претходно имале раководство кој што и во многу потешки, во многу посложени ситуации реагирало и го спроведувало законот. Не смееме да дозволиме ситуација во која што луѓе од друга општина ќе дојдат во друга општина, дури и од други градови, можеби и од други држави, ќе дојдат, ќе рушат, ќе палат и ќе спроведуваат насилство. Апсолутно МВР мора да врати состојбата во нормала, во контрола. Истовремено би сакал да се осврнам и на блокирањето од страна на СДСМ за набавка на ново оружје и нова опрема за армијата на Република Македонија. Се работи за закон кој што е двотретински, потребни се 2/3 во собранието, 82 гласа да гласаат и да имаме набавка на ново оружје и опрема кога сите европски земји и особено државите на Балканот ги зголемуваат своите воени капацитети. За жал СДСМ не гласаше за тоа и второ не гласаше за олеснување, односно намалување на даноците при решавање на стамбеното прашање, односно изградба на станови за војската. Се работи за страшно неодговорно гласање. На обвинувањето од младите социјалдемократи во Штип на адреса на студентскиот дом браќа Миладиновци, денес со одговор излегува Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Штип и директорката Тања Павлова Даневска.
По вчерашните обвинувања на Општинската организација на социјалдемократската младина Штип, денес прес одржаа директорката на студентскиот дом Браќа Миладиновци и Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Директорката Павловска Даневска истакна дека во незиното 8-годишно работење на менаџерската позиција има направено многу за да ги подобри условите во домот. Исто така остварена и долгогодишната потреба од возило за потребите на домот. За службеното возило исто можем да кажем дека сега за прв пат Државниот студентски дом Браќа Миладиновци прави набавка од сопствени средства за кои имаме голема потреба, бидејќи ние сме образовна институција која работи со малолетни деца, а имаме хитни случаеви од најразличен вид. Службеното возило кое сега пред 2 дена е купено е со согласност од управниот одбор на домот, а и со согласност од министерот за образование, со спроведена тендерска постапка. Напоменувам дека досега го користев моето сопствено возило и возилата на вработените за потребите на домот. На денешната пресконференција на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН Штип по вчерашните изнесени невистини од страна на социјалдемократската младина Штип појаснија дека најголемиот чекор за штипските студенти и регионот е направен со отварањето на Државниот универзитет Гоце Делчев пред 8 години. Во однос на нападите за студентскиот дом Браќа Миладиновци, во вчерашната изјава го советуваме господинот Милевски друг пат да не користи стари слики од пред реконструкцијата на домот само за да стекне ефтини политички поени, туку лично да го посети домот за студенти, а може да ја види и новата фитнес опрема која користат студентите. Продолжуваме со политика. Форумот на жени на Социјалистичката партија на Македонија денес во Штип одржа трибина по повод Денот на жената 8 март. Форумот на жени на Социјалистичката партија денес во Штип одржа традиционалната трибина по повод 8 март, Денот на жената. А се со цел да истакнеме влијанието на жената во нашето општество. Тема на денешната трибина ќе биде жената низ историјата и незиниот успех, како стигна до ова положба која што денеска имаме во семејството, во општеството и во политичкиот живот. Да им го честитам празникот 8 март на нашите сограѓанки од името на Форумот на жени на Социјалистичка партија на Македонија. За улогата и положбата на жената во семејството низ историјата, на трибината говореше доцент Тавировиќ од Филозофскиот факултет во Скопје, која го произнесе и својот став за тоа дали денес жената ужива рамноправност со мажот. Токму целата на ова предавање да се запознаеме со различната положба на жената во различните цивилизации, кога бил најтемниот период на жената во однос на незините права и да направиме една паралела со она што се случува денеска, каде сме стигнати и што треба уште да се направи понатаму. Лично сметам дека жената биолошки не може да биде рамноправна со мажите, нели, од причина што жената таа што раѓа, а мажот не. Многу е направен прогрес во изминатиот век, во последните 100 години, значи ако размислиме дека во повеќето држави во светот жената немала право на глас, а денес имаме жени кои што водат со држави во светот и се повеќе се застапени на пример во високите политички места, можеме да кажеме дека се направени огромни чекори. Рамноправност во однос на економската сфера се уште треба да се работи на тоа, за истите позиции да добиваат барем нели истата плата. И мислам дека еден ден ќе стигнеме кон тоа. Но она што станува во низината улога кон семејството, тука сметам дека на Балканот имаме уште да работиме, бидејќи се уште жената останува она негователка, она кој што ги се грижи за децата и треба денеска уште поголем напор да направи за да направи баланс помеѓу кариерата и домот. Заинтересираност и присуство пројавија и остварија голем број на жени од цела Македонија, кои имаа можност да ги споделат своите ставови, размислувања и идеи за тоа кои се денешните права на жената, колку е истата почитувана и вреднувана и на кој начин би можеле да се изборат жените за потполна рамноправност. Сообраќај на незгода се случи вчера вечер околу 22 часот на магистралниот пат Штип-Кочани во близина на Уларска раскрсница, кога БП 35 години од Кочани, управувајќи со возилото Peugeot 206 со штипски регистарски ознаки, удрил во пешак и избегал, а пешакот од здобиените повреди починал.
Потоа БП сам се пријавил во полициската станица во Кочани 50 минути по полнок и при тоа утврдено е присуство на 0,87 промили алкохол во организмот. Полицијата презема мерки за утврдување на идентитетот на жртвата. Вчера во Пехчево започна циклусот на едукативни работелници на тема род и родова рамноправност во организација на фондацијата Елена Лука, чија целна група се средношколците. Партнерска организација е организацијата на жени, а вакви едукативни работелници ќе се одржуваат во 8 градови од државата. Само младите можат да го пополнат јазот кој што се создава во родовата рамноправност, каде значително е помал бројот на жените од мажите во донесувањето на одлуки во политиката и застапеноста на пазарот на трудот. Фондацијата Елена Лука во соработка со организацијата на жени од Пехчево вчера во Пехчево го започна циклусот на работилници преку кои ќе се едуцираат младите за родот и родовата рамноправност, недискриминацијата и спречувањето на родово базирано насилство. Жените ги имаат сите предиспозиции да бидат рамноправни со мажите во сите полиња, земајќи го фактот дека учеството на жените во високите форми на образование е застапено рамноправно, па дури изголемено во определени насоки на образованието, истакна благородна од фондацијата Елена Лука. Целта е всушност младите се запознаат со родот, родовата рамноправност или неравноправност во одредени сфери од општественото живење и со своето делување понатаму да ја направат родовата рамноправност, бидејќи според официјалните податоци во Република Македонија, меѓутоа и глобално, постојат родови јазови, особено во учеството на жените на пазарот на трудот, значи родови јазови во економијата, во претприемаштвото, родови јазови има во учеството на жените и мажите во политиката и всушност целта е да тие бидат запознаени со овие процеси и понатаму да делуваат во насока. Организацијата на жени од Пехчево веќе долги години работи на исправувањето на јазот во родовата рамноправност и во спречувањето на родово базирано насилство. Една од поголемите борби на организацијата е и ратификувањето на Истанбулската конвенција за родово базирано насилство, која е подпишана од владата на Република Македонија, но за нејзино целосно спроведување и почитување потребно и нејзина ратификација. Избравме целна група деца од средно училиште да почнат да го препознават семејното насилство, односно и самите во себе да креират еден дух на ненасилство и меѓусебно, па и што тоа се пренесува и во семејството. Фондацијата Елена Лука вакви работилници за спречување на сите форми на насилство врз жените ќе спроведе во 8 општини од државата, во кои ќе се одржат вкупно 24 обуки, а ќе бидат опфатени околу 500 млади лица. Основното општинско училиште Ванчо Прке од Делчево ги презентираше завршните активности со кои официјално стана првото училиште кое ја доби зелената полиса преку програмата Интеграција на екологијата во македонскиот образовен систем. Делчевското основно училиште Ванчо Прке ја доби зелената полиса, со што се запиша како прво училиште во Македонија што го доби овој значаен документ во рамки на екологијата и енергетската ефикасност. Училиштето доби уште едно од низата зелени знамиња, а има реализирано и низа на проекти, поддржани од организацијата ОХО, како работа на програмата Интеграција на екологијата во македонскиот образовен систем. Денес во училиштето беа презентирани сите активности од проектот, што резултираа добивање на зелената полиса. Ова е уште еден во низот успешни проекти кои се имплементираат во општинското основно училиште Ванчо Прке во Делчево. Очекуваме дека буквално сите работи кои се предвидени во проектот ќе бидат реализирани во најблиска идни. Целта на денешниот настан е промоција на крајните резултати кои што ги имаме добиено од проектот кој што е финансиран во рамки на екомрежата, програмата за интеграција на екологијата во македонскиот образовен систем. Беа промовирани чекорите кои што ги имаше и активностите кои што ги имаше овој проект, како промоција на самиот проект на почетокот во медиумите и во локалната средина. Зелената полиса, кој што е документ кој што е направен во рамките на овој проект,
понатака изработката на стратешките документи согласно со овој проект, кои што беа промовирани претходно, и на крајот овој настане со цел да се прошири и да се зајакне и подигне свеста на населението за заштита на животната средина, а најголема цел имаме подигање на свеста на учениците од најмала возраст за нејната за животната средина и незината заштита. Врз основа на Зелената полиса, училиштето изготви 3 стратешки документи со кои ќе аплицира за проекти кои имаат за цел штедење на вода и енергија и намалување на штетните гасови во природата. Во рамките на овој проект направени се 3 стратешки документи кои што понатаму се употребени за аплицирање на некои меѓународни програми и програми од страна на некои амбасади кои што се во Република Македонија, така да се надеваме дека во следнава година и следните неколку години ќе успееме да ги реализираме сите овие чекори и да го решиме еден од најгорливите проблеми кои што го имаме во училиштето во соработка со директорот, а тоа е енергетската ефикасност и загубите на енергија во училиштето. Една од активностите што училиштето во рамки на Зелената агенда ја спроведе беше конкурсот за ученици кои твореа на тема "Моето училиште е зелено училиште", а денес на презентацијата на најдобрите 3 им беа доделени награди од училиштето. Хуманитарна забава наменета за помош на Методи Митев од Кочани организираа ученици поединци од средните училишта од Кочани. Собираа средства за потребната операција во Кина, која треба да му овозможи да застане на нозе. Учениците од средните кочански училишта уште еднаш му пружија рака на Методи Митев од Кочани. Под мотото "Биди хуман, донирај за Митев" организираа хуманитарна забава во трговскиот центар, на која настапија учесниците на детскиот фестивал Музички бранови, Народниот оркестар при Центарот за култура Бели Мугри и познати локални групи од Кочани. На посебни штандови се продаваа мечиња, срциња, книги од хуманите поетеси Љубинка Давидовска и Ана Дедова, цвеќиња, карамфили и други производи, со што и граѓаните на Кочани ја покажаа хуманоста со тоа што купуваат дел од понудените производи. Организираме хуманитарна забава за помош на Методи Митев. Сите знаеме дека Методи боледува од хередитарна параплегија, која не му дозволува да се движи, тој веќе е во количка. Знаеме дека до денес сме организирале многу хуманитарни забави и акции, само за да дојдеме до сумата на пари која му е потребна за операцијата во Кина. Им благодариме на хуманите граѓани кои донираат за Методи Митев. Методи Митев има 33 години и поради болеста хередитарна параплегија веќе една година е неподвижен. Единствена надеж дека повторно ќе застане на ноза му даваат кинеските специјалисти, кои велат дека по направената операција во Кина, која чини 28.000 евра, ќе функционира нормално. Сега на потек се хуманите граѓани, кои треба да му помогнат за да ги собере потребните средства за операцијата. Освен со купување од штандовите, граѓаните можеа да донираат и во поставената кутија за таа намена, како и со јавување на телефонскиот број за донации 070 143 123 или на трансакцијска сметка во Тутунска банка. Момци тинејџери се селувани во миграцијски камп познат како џунглата кај францускиот пристанишен град Кале. Ова го пишува британски Индипендент, повикувајќи се на лекари и волонтери кои работат во импровизирани населби. 7 момчиња на возраст меѓу 14 и 16 години биле третирани од повреди кои одговараат на нивните тврдења дека биле силувани, велат лекарите. Во 4 случаевите се наметнува хируршка интервенција. Само во еден сепак жртвата, адолесцент, била примена во болница, откако останатите момчиња одбиле дополнителна медицинска нега поради страмото од откривање на насилство. Британското издание потсетува на предупредувањата на Европол дека за над 10.000 непридружувани малолетни лица во Европа постои постојана опасност од сексуални случувања. Момчињата ги напуштиле своите домови и нивните родители, мислејќи дека ќе бидат безбедни и тргнуваат кон подобар живот, далеку од насилството. Волонтерите препраќаат извештаи на Лекари без граници, која е неголема невладина организација која работи во логорот. Оттаму се уште не ги коментираат информациите. Сме слушнале многу чудни факти за Северна Кореја. Не е легално да се носи било која фризура.
Во официјалната биографија на поранешниот лидер стои дека тој можел да го контролира времето. Еден начин на кој Северна Кореја успеала да остане изолирана од светот е со контролата на интернетот. Помалку од 10% од населението имаа дозвола за користење на интернет, но и тој интернет е поинаков. Поголемиот дел од жителите имаат интранет наместо интернет. Интранетот е затворен и сите содржини во него се од еден администратор, владата. Тој е бесплатен, достапен несекаде во земјата. Сепак купувањето компјутер бара дозвола од владата и чини колку плата од 3 месеци. На овој интернет има од 1000 до 5500 интернет страни. На Норд Кореја Теч може да се најде листа од сите интернет страни во Северна Кореја. Пасошот е клуч за заминување во друга земја, а сепак се прават само во неколку бои. Генерално тие доаѓаат само во црвена, сина, зелена и црна боја. Овие бои се сметаат за стандардни за пасош. Така членките на Европската унија ја користат темно-црвената боја, а државите од Карибите ја користат сини. Некои сметаат дека темно-црвената боја е дел од комунистичкото минато, а дека сините пасоши се символ за новиот свет – Северна, Јужна Америка, Океанија. Кај некои земји улогата во изборот ја игра и верата. Така многу исламски земји ги користат зелените пасоши, бидејќи се верува дека тоа е омилената боја на Мухамед. Има нации кои одбираат бојата по индивидуалниот карактер и идентитетот. Американците пробале разни бои, од црвена до зелена, а сега и сина. Собранието на Фудбалската федерација на Македонија го прифати предлогот за промени во системот на надпреварување во македонскиот фудбал. Првата македонска фудбалска лига според овој предлог останува со 10 екипи кои ќе играат 4 кружно, вкупно 36 рунди. Би се формирале две втори лиги со по 10 екипи кои би играле трокружно, вкупно 27 кола. Наместо досегашните 5 ќе се формираат 6 регионални трети лиги. Промени ќе претрпат и младинските лиги. Штипскиот планински велосипедски тим Extreme Riders учествуваше на Winter Bike Duel во Пампорово. Winter Bike Duel 2016. Ова е шесто издание поред на бугарскиот Bike Duel на снег. Настанот се одржува на црната стаза Стената во срцето на Пампорово. Оваа година ние втора поред што учествуваме. Оваа година учествуваа 35 надпреварувачи. Не постигнавме некои значајни резултати, но со оглед на условите кои ги имаме за вежбање, ги поминавме квалификациите. Оваа стаза е најстрамна во Пампорово. Во иднина не очекуваат многу вакви трки. Изјави за Канал Плюс телевизија Филип Јованов од клубот Extreme Riders. Ова е се во ова издание на Дневникот. Останете со програмата на Канал Плюс и имајте пријатна вечер.